Уште еднаш ви посакувам добар ден на сите присутни. Веќе сме 14:05 минути. 38 веќе се некаде присутни на вебинарот, колку што ја гледам бројката на вклучени. Можеме да започнеме. Значи, сакам да ви посакам добре дојдовте на нашиот завршен годишен вебинар. Денес сме тука за да заокружиме една година исполнета со стабилност, развој и успеси кои ги постигнавме заедно со вас. 2025 година беше година на слушање, подобрување и конкретни чекори кон посигурно и поефикасно деловно работење. Вашата доверба и вашите идеи беа движечка сила за секое унапредување што го имплементиравме. Денес ќе направиме краток преглед на најзначајните резултати и ќе споделиме насоките и визијата со кои чекориме кон 2026 година. По овој краток поглед и агендата, господинот Зоран Настевски, управител на Zonal Software, ќе ве води низ клучните достигнувања, новитети и идните планови што ги градиме заедно во понатамошен успех. Во текот на целата презентација ве охрабруваме активно да ги поставувате вашите прашања преку чатот на Zoom. Сите тие прашања ќе бидат одговорени во специјална сесија на крајот од вебинарот. Како дел од ова заедничко обележување на успесите, денес подготвивме и наградна игра, за која повеќе детали ќе сподели господинот Зоран во текот на својата презентација. Уште еднаш ви благодариме што сте дел од нашата заедница и што заедно ја градиме иднината на дигиталното работење. Јас само кратко ќе ја презентирам денешната агенда, пред да предадам микрофонот на господинот Зоран кој ќе ја води низ презентацијата. Значи, темите се отприлика вака наредени: што реализиравме во 2025 година, презентација на новата верзија 10 од Helix, фактура и усогласување со регулативи, планови за развој и што следува, сесијата како што спомнавме за прашања и одговори и на крајот еден завршен збор од господинот Зоран и една новогодишна честитка во рамките на овие празници. Сега јас ќе му го предадам микрофонот на господинот Зоран за да започне со неговата презентација. Повели, Зоран. Дали се слушаме само? Да. Супер. Благодарам Гоце за најавата. Едно добре дојде до сите присутни и ви благодарам за учеството во денешниот вебинар. Прво сакам да им го честитам празникот на сите христијани од католичка вероисповест. Среќен празник, многу успеси, берикети и секое добро во иднина и во следната година, исто што доаѓа. Јас имам една сериозна задача, агендата Гоце ја прочита, агендата не е голема, но содржината е сериозна и треба све да раскажам, а денеска сме 25-ти, а сепак да не задоцниме за дочек на нова година. Мала шала. Ајде тогаш да почнеме. Јас ќе го шерувам прво екранот. Дали се гледа? Да. Супер. Да се представам за тие што не ме знаат. Јас сум Зоран Настевски, управител на Zonal Software. Ова се моите податоци, може слободно или скриншот или да си ги запишете. Достапен сум за било какви прашања и од било која причина. Ова е исто мојот мобилен телефон. Продолжуваме, значи, како што спомни колегата Гоце во агендата, што реализиравме во 2025 година. Имаме доста работи реализирано и повеќе од она што го ветивме, ако се сеќавате во минатата година. Мене ме радува што имаме доста редовни посетители на нашите вебинари, а гледам имаме и некои нови, исто позитивен фидбек, значи, самото тоа. Јас да го прилагодам само малку екранот. Значи, во главном, ни се исполнети целите, но имаме и доста реализирани, односно она што го ветевме минатата година, меѓутоа имаме и доста новини, затоа што секогаш кога планираме развој во следната година, имаме и оставаме и простор за нови работи, се адаптираме на барање на корисници, на специфични потреби, некогаш и законски промени и така натаму. Така да ќе се прошетаме накратко низ главните работи што успеавме да ги реализираме. Прво, на што се фокусиравме? Фокусот ни беше главно, како и секогаш досега, на стабилност и на следење на корисничките потреби. Тоа значи,
новини, доработки, унапредувања, надградби, подобрувања во смисол на оптимизација на системот за поголема ефикасност, за примена на принципот на дигитализација, за забрзување на тие процеси што ги имаме и така натаму. Исто, слух за гласот на корисниците, секогаш ги решаваме потребите и се ориентираме според нашите корисници и општо подобрување на сите перформанси. Од услуга до инсталација, до сервисирање, како и поготово функционалност и перформанси на самите системи за непречана работа кај корисниците. Сите промени во главном ги групиравме во 6 групи и ќе се прошетаме низ сите 6. Првата е флексибилност, промени и унапредување во поглед на флексибилност на системите. Тука е мултиформ системот како еден главен носител, меѓутоа има уште неколку и повеќе има не помалку важни. И можеме тука да ги погледнеме кои се тие. Сега, на ова место овде ќе спомнам дека ќе наброиме само некои, затоа што многу време ни треба и да ги презентираме и да ги спомнеме сите. За повеќе детали можете да посетите нашата веб страна, да се запознаете подетално и со скриншотови, и со малце подетални упатства што све е направено. Меѓутоа, како една слика за од која природа и во која форма се сите промени, ќе наброиме само неколку поважни од сите области, од финансово, од материјално производство, стамбено, сервисни налози и така натаму. Значи, например, додадени се нови банки во импорт при банкови изводи, масовно печатање на аналитички картици и нивен експорт од принтери во PDF формат, исто масовно печатање на излезни документи во PDF формат, адаптибилност и промена во поставки и нови поставки во интерфејсот за аналитички финансови картици, нови комерцијални извештаи за продажба по брендови, проширени, тие што ги имаме се проширени по колони за комитент. 2 нови податоци имаме во подтипови на услуги. Знаете, кога се фактурираат услуги имаме тип на услуга, меѓутоа имаме 2 подтипови кои се однесуваат на истата ставка, услужна ставка. Додадени нови податоци за работа со параметри. Тука се присутни и преостаната количина. Имаме подобрена работа со фактури по член 32, некои нови услови и нови информации, преземање на курсна листа од Народна банка. Ова го имавме и порано, меѓутоа сега се променети и подобрени принципите за комуникација, така да може и ова да го користите. Можност за брза наплата со картичка во каса, она опција што имаме брза наплата во готово, сега може да биде и со картичка. Нови извештаи од малопродажно работење, лагер листа со додадени колони за бренд, добавувач, ДДВ тарифи, сите групи од 1 до 5. Имаме додадени местимично нови рекапитулари за издадени производи по тарифи и по сите видови износи, сетирања за префикс на масовно фактурирање, дефолтни сетови за производи во одредена каса, значи може да дефинирате одреден сет производи кој може да се продава на одредена каса. Значи ако имате повеќе каси, пример, не знам, една каса продава само билети за игротека, друга само за пицерија или за ресторан, така да со тие сетови се ограничени и самите производи. Одредени префикси, имаме напредок и подобрување во сервисните налози, адаптација на сервисирање и сервисни налози за возила, значи и од книговодствен аспект, и од материјален аспект, плюс имаме проширување во сервисните налози со внеси на резервни делови, со опис на услуги и така натаму. Подобрување во стамбеното работење, може сега да се комбинира и стамбено и магацинско работење. Во матични податоци додадени се информации за религија, националност или следење на државните национални празници. Во платата имаме нови извештаи, имаме еден нов извештај со сите дефинирани ставки. Исто така поврзување на плата и човечки ресурси со нови податоци за казнени мерки во одреден период, кои може да се зададат само со износ или процент. Инаку тука да го спомнам, со тоа го унапредуваме се повеќе модулот на човечки ресурси кој е поврзан во една целина со платата, дури и надграден со системот за евиденција на работно време. Значи, систем на еден клик од евиденција на работно време до изработка на плата, меѓутоа и евиденцијата на човечки ресурси
влијае во пресметката на плата со внесување на сите потребни решенија, договори, сите параметри, документи кои влијаат. Тука се и, не знам, одмори, боледувања, награди, корекции било какви на самата плата и така. Значи, овде ги наброив само некои поважните од промените. Уште еднаш ќе спомнам за подетално, можете од веб страната во делот за поддршка да ги прочитате сите подетално, меѓутоа сепак поважните ги истакнуваме на оваа презентација. Значи, носител, како што кажав, е мултиформот, сакам да го истакнам и со еден скриншот. Мултиформ во смисол на работа со повеќе истовремено со повеќе прозорци. Например, еве еден извадок, еден скриншот, каде што работиме со повеќе излезни документи, истовремено имаме лагер листа и истовремено имаме повеќе картици. Наследниот ќе го објаснам малку форматот, како изгледа. Еве, ова е извадок од излезните калкулации, од излезните документи, каде што некои се намерно маркирани податоци заради заштита на лични податоци, нели? Имаме горе како отвораме повеќе документи, така се формираат табови со магацини, на кој магацин припаѓаат и во тој магацин повеќе отворени калкулации во вид на табови, значи не се секоја калкулација посебен прозор заради поголема прегледност и каква таква максимална според нас организираност на самите податоци. Значи секоја калкулација, секој документ можеме со еден клик да го отвориме, затоа што сите се истовремено отворени. Еве сличен пример и со материјална картица, како табови може да отвориме неограничен број материјални картици и со тоа имаме паралелно истовремено увид во истите. Продолжуваме со точка 2, автоматизација, односно брзо книжење и некои други подобрувања во некои и унапредување на некои автоматски процеси. Ќе наброиме само некои од нив, исто така подетално може да погледнете на веб страната, например, автоматско затварање на нереализирани курсни разлики. Ова е подобрено од претходната верзија. Значи, со ова го затвораме тој дел, интересен дел, кој може да заштеди доста време и доста грешки во работењето, затоа што курсните разлики на овој начин автоматски се затвораат со соодветни книжења. Нов податок имаме просечна магацинска цена кај повратници, значи повратници поготово кон добавувач, тука ни се јавува потреба од просечна набавна цена и цена од оригиналниот документ кој треба да стои на повратницата. Сега имаме во терковите за книжење, можеме да зададеме посебна позиција за двете цени, која сакаме да се искнижи, и во тој случај книжењето би било исправно, документот исто така ќе содржи цената со која се одобрува добавувачот и така натаму. Распоред на трошоци од увоз според количина на производите. Досега беше распоред според набавната цена, значи трошоците, транспорт, шпедиција и останатите трошоци се распоредуваат пропорционално, меѓутоа според клуч на набавната цена. Сега имаме уште еден критериум, ова е исто проверено и со консалтинг куќи и законски, дека е исправно. И на овој начин трошоците сега со овој метод се распоредуваат според количина на производите, според клучот е според количината. Автоматско креирање на производен документ, значи врз основа на продажба за одреден период, креираме еден производен документ кој дава резултат производство на оние производи кои се продадени. Значи тука имаме голема заштеда на време и ресурси, имаме автоматско доделување на групи за селектирани производи и еден главен носител на овој дел во автоматизацијата ни е брзо книжење на трошковни фактури, односно нематеријални фактури, директно во финансово, преку посебно наменети теркови за книжење. Тие теркови служат за книжење, например, на услужни фактури, ситен инвентар, струја, вода, режиски трошоци и други останати слични по природа, и ќе ви покажам тука еден скриншот како тоа изгледа. Значи, моментот на книжење во налог се реализира на следниот начин. Теркот е еднаш дефиниран, многу слично на терковите за книжење на калкулации. Овие се само што се финансови теркови. При дефиницијата еднаш се дефинира дека во овој случај 220 конто, 2200 се книжи на побарува на потражна страна, 130 и 401 на долговна страна. Имаме визуелен приказ, лево-десно, имаме и буква
побарува или должи, имаме некој опис, го задаваме сами и ова еднаш се креира како терк. Кога книжиме, го повикуваме само теркот и комитентот и ги внесуваме само износите. 4000 пример, 4720, 720 и 4000. Ги внесуваме тука директно во табела, не се внесуваат како ставки со инсерт F9 класично со стандардната процедура, ги внесуваме само како износи, потврдуваме, имаме прегледност должи побарува и салдо, дали е затворено книжењето, со потврда F9 добиваме 3, а може и 30 книжења, зависи од теркот и зависи колку позиции ќе пополниме. Една идеја, например, за книжење, например, на режиски трошоци или ситен инвентар, можеме една ставка побарува, имаме данок, например, и повеќе четворки или повеќе конта за затварање, па ќе пополниме таа што ни треба во моментот за тој документ. Тие што нема да имаат износ не се книжат. Така да ова би требало да го забрза доста процесот на рачно книжење на оние документи кои ги немаме, не потекнуваат од материјално или малопродажба или услуги или производство. Следна точка би била достапност. Достапност на податоците во смисла на приказ надвор од границите, да кажем, од мрежните граници, од нетворк околината на Helixot, без разлика дали е локална мрежа или клауд. Тука имаме две главни подобрувања. Знаете, сигурно сте информирани дека имаше законска промена за задолжително присуство на и објава на малопродажните цени, кои беше задолжително да бидат присутни на веб, достапни за увид, пребарување и така натаму од страна на било кој посетител на веб страната. Вака изгледа таа апликација. Ова е веб апликација, буквално од браузер, може да се повика од било каде, најчесто е како линк од вашата постоечка страна и работи доста брзо. Хостирање е обезбедено, имаме тука со одреден филтер, како се внесува филтерот, така се филтрираат производите, без разлика на нивниот број. Имаме автоматска синхронизација на истите производи. Како се ажурираат или се креираат документи, ги зема предвид сите нивелации, сите влезни излезни документи и ги ажурира цените според законски пропишаните колони, продажна цена, единечна цена и за која количина, за парче, килограм или како и да е дефиниран производот, опис на стока, дали е достапен, редовна цена, цена со попуст, доколку има акција некоја и така натаму. Значи, ова е една веб околина веќе која ја исполнува и законската обврска, меѓутоа и дава еден приказ на податоците од Helixot достапен преку интернет. Следна новина е Creator Plus, кој одамна го имаме веќе и представено, модулот Creator Plus, меѓутоа новината е тоа што овие извештаи, сите извештаи практично, дефинирани со Creator Plus модулот, се сега достапни на веб. Значи, достапни се од било каде во светот, преку мобилен телефон, преку таблет, преку лаптоп, преку компјутер, само со интернет конекција. Овде од лева страна ги гледаме сите извештаи, исто како во Helixot групирани по групи, подгрупи, дефинирани извештаи и во десниот дел е приказот онака како што се дефинирани со познатите опции за веб навигација, следна, предходна страна, колку страни имаме, нели колку да имаме податоци на страна, исто некој сетап, сетирање на филтри и така натаму. Значи, ова е едно проширување веќе на Helixot и достапност од било каде во светот. За креаторот неколку работи што ќе спомнам како едно подсетување. Тука имаме, значи, што значи Creator Plus модулот? Тоа е модул за креирање, ова е веќе околина од Helixot, за креирање на неограничен број извештаи од сите практично потреби кои може да се јават во Helixot. Сите темплети, постојат темплети, групирани се темплетите во групи и подгрупи, од секој темплет може да се изведат неограничен број извештаи. А темплетите се од најразлична природа, има доста колони, доста полиња, меѓутоа со обично влечење, drag and drop, креираме извештај според нашите потреби. Оние колони кои ни се потребни, со влечење ги додаваме на извештајот, го снимаме извештајот и тој е веќе достапен. За него имаме буквално спремен, буквално ист распоред за печатење, меѓутоа дизајнот може сами да го
доорганизираме, да го доприлагодиме, исто така може да креираме едно граничен број и темплети за печатење, урници за печатење на истиот извештај. И така, тука имаме исто новини, како што е пивот, например, еве со верзија 10 пивот табела можност за одреден податок по колони, например колони сами да креираме дали се брендови, дали се месеци или недели или квартали. Можеме да дефинираме собствени формули, колони со собствени формули, например набавна минус продажна плюс маржа минус ДДВ, некоја помножено со 100 или поделено со 10. Значи, тие колони веќе новина исто дека можат да влезат и во филтрите како филтрирачки услови и така натаму. Ја спомнеме и некои нови цртички, нови моменти за овој модул. Со креаторот исто ќе повториме, би повторил само, би подсетил дека како продолжена функционалност е креирање експорти на Excel образци од креаторот и врз основа на тие Excel образци креирање на Power BI и Excel извештаи со соодветни визуализации. Не би навлегол тука, ги имаме овој на вебинари презентирано и на поединечни презентации, меѓутоа само како неколку скриншута што све може да се добие и што све имаме реализирано како резултат на тие посредни датотеки од Creator Plus. Детални извештаи, детален промет по производи, групи, брендови, магацини, продавници од малопродажби материјално, еве скратен извештај за промет, извештај од плата, исплатени нето плати, значи све може да се прикаже визуелно со графици, со пити, со засенчени региони или обоени региони. Тука е cash flow, например, движење на картица, аналитичка картица за било кое конто со долговна потражна страна, должи побарува и салдо и така натаму. Значи, овде можам само да ги повикам оние кои се заинтересирани за покомплексни и визуелно посредени, по структурирани извештаи, да ни се обратат па да решиме некоја потреба од аспект на извештаи и кај тој корисник. Следно, вештачка интелигенција. Исто едно подсетување и едно подобрување во делот на вештачката интелигенција. Тука имаме паметна сегментација на купувачи на производи и залихи. Значи, со помош на вештачка интелигенција ги оценуваме самите купувачи, кој е добар, кој е подобар, кој е послаб, самите производи дали се продаваат подобро или послабо, со оценка од 1 до 10 или од 1 до 100 и новината, сето тоа може да се покаже и графички и табеларно со сите параметри и оценки, во вид на пита, поделба по групи, по производи. Имаме оценка еве и кога се фактурира производот, но имаме подобрен алгоритам и за креирање на нарачка врз основа на тоа предвидување. Значи, овој модул за вештачка интелигенција предвидува колку ние ќе потрошиме, колку имаме на залиха и креира нарачка која можеме и ние рачно да ја промениме, да ја адаптираме, да ја ажурираме и така натаму. Овој модул е функционален, функционира, ја повикувам кој е заинтересиран, можеме да го имплементираме, еве како некој тест. Не се работи за класична продажба, значи да ги видиме бенефитите заедно од неговата имплементација, зависно од каква база, за каков тип на работење се работи кај било кој корисник. Следно, мобилност и дигитализација на терен. Тука имаме подобрувања и надградби на мобилната апликација Helix Mobile. Сега ќе видиме поконкретно, само неколку ќе извадиме подобрувања. Например, верификација на документи со веќе доделен корисник од било кој мобилен уред. Верификација се мисли, ова опција имаше дефолтно и беше и досега, меѓутоа ова е новината. Верификација значи одобрување на одредена залиха, на одреден производ дека со одредена количина постои или се издава со одреден документ. Исто работа со каталошки броеви за автоделови, тука имаме доста промени и подобрување и автоматизми во делот на работа со каталошки броеви, автоделови и слични производи. Лоцирање на документ со скенирање на баркод,
кој е претходно отпечатен на испратница или фактура, значи брзо лоцирање на документот, затоа што со мобилниот уред сега имаме пристап директно до документите, до базата на податоци, податочната база, меѓутоа со одредени пермисии, привилегии и дозволи или забрани за одредени ажурирања. Извештај во Helix за верификувани производи од мобилен уред, и тоа по корисници. Исто така со мобилен уред може да се внесе сега и баркод за одреден производ кој нема внесено баркод и тој се ажурира во главната податочна база. Подобрување на Helix Mobile во ресторан. Ресторанското работење исто ние со мобилни уреди ревидирано и направено. Главни особини е преглед на мени од страна на гостите со мобилен телефон, исто така и изработка на нарачки од гостите со мобилен телефон. Исто така гостинот може со неговиот телефон да повика келнер, да повика фискална сметка во готово или со картица, да повика фактура и да креира нарачки, и келнерот останува, нарачките се евидентираат директно во кујна и келнерот останува да донесе нарачката кај гостинот. Исто така мониторинг во кујна, на тач монитори, на тач екрани, и како се готви која храна може со еден допир да се означи како сготвена, и некој менеджер, шеф може да има увид во тоа докаде е, како е, што е нарачано, што се приготвува во моментот и докаде е. И редизајн на визуелниот интерфеис со тач екран. Еве неколку скриншута, неколку слайда да го видиме тоа. Од Helix Mobile ова е ревидирана, преработена апликација на Helix Mobile со воведно мени и избор на опции. Од ресторанското работење, работа и изработка на нарачки од страна на келнери. Ова е исто така една апликација, имаме групи и нарачка по производи, и од страна на гостинот, еве како изгледа менито. Гостинот може со одредена група на производи или на храна или пијалоци да избере на едноставен начин со плюс-минус колкава количина, и нарачката која ја има претходно на увид може да ја одобри и да се испрати како нарачка. Следно, почетна состојба. Што е новината во почетната состојба? Функционира во главном исто, затоа што таму веќе ги имаме сите опции, сите можни функционалности за префрлање на салда и на шифрарници, меѓутоа новината е во делот во тоа што почетната состојба може да се префрла и во истата календарска година, односно во следната календарска година, но во истата фирма која е отворена во Helixот, без потреба да се отвара нова фирма. На тој начин добиваме неколку бенефити, добиваме работење во различни календарски години, во повеќе календарски години, но поврзани во еден правен субјект на некој начин, без отварање на посебен запис за истиот субјект, но посебен запис за секоја календарска година. Добиваме на тој начин извештаи и картици континуирани, например една картица, аналитичка или финансиска картица за повеќе години. Извештаи исто така за повеќе години, промет или за 2 години, или од минатата година, или за дел од минатата до некој датум од тековната година и така натаму. Значи, тука се аналитички, финансиски картици, материјални картици кои се на овој начин поврзани во една целина. Тоа е во главном она што е реализирано, значи пак ќе кажам само главните работи ги набројуваме тука, меѓутоа да не ги прескокнеме и законските промени. Имаше неколку законски промени. Овој QR код можете да го кликнете со мобилен телефон и да ве однесе директно, ако сакате во овој момент да ги погледнете законските промени. Ова е линк до делот од нашата веб страна. Меѓутоа може и скриншот да фатите па да го погледнете дополнително. Неколку законски промени се објавени. Јас ќе почнам од најстарата, од 21 февруар 2025, ограничување на бруто профитните маржи и определување на невисоки цени на производи. Тоа важеше до 34. Тоа е 123 законска 124 изготвување на XML файл за поднесување на МПИН пресметки преку е-системот. Ова е предавање на платата преку даночни услуги, меѓутоа тоа остана да функционира само до 5 вработени, немаме новини до овој момент дека има таму некој прогрес, меѓутоа и за над 5 вработени сите тестови покажаат дека ние сме спремни и пресметките се точни, меѓутоа сепак да не ги прескокнуваме институциите, се придржуваме дека
функционира или стариот систем се уште или новиот систем до 5 вработени. Нов образец F1 задолжителен за исплата на плати кај буџетски корисници во март и во мај измена на националната класификација, ова е структура на приходи по дејност во класата 6910. И тоа се во главном законските промени кои ја одбележаа 25-та година. Сега ќе преминеме, сакам да спомнам, уствари уште еден дел кој го воведовме лани во делот на поддршка. Не е нов производ, не е некоја доработка, меѓутоа ги повикувам сите оние корисници кои имаат проблем, застои, било каква инертност или некоја нефункционалност во имплементација од Helix до корпоративните процеси интерни, дали нешто не функционира од опрема, од мрежи, од домен мрежи, од било кој аспект, дали се работи, може би се работи за промена на некој компјутер, за чистење од вируси, за увид и една анкета со вработените, една оценка, може би е потребна некогаш како решение и до обука на вработените, значи еден општ скрининг на работењето, таму каде што мислите дека има потреба од една консултација и стручна помош од страна на нашите експерти кои имаат долгогодишно искуство веќе во оваа област. Еве како што пишува и тука, дали се работи за податочни проблеми, анализа во работењето, било како застој во бизнис процеси, до безбедност на податоците, анализа на безбедност и општо прва помош за било која ваша дилема. Во склоп на овие промени што ги набројав, само ќе истакнам со верзија 10 кои би ги одвоиле. Верзијата е објавена вчера, значи како едно заокружување испадна на оваа година и да се прошетаме накратко и низ тие промени. QR кодот ве носи директно на страната, може и скриншот да си фатите, може и директно да се конектирате на делот каде што се објавени подетално кои промени се објавени со верзија 10.0. Од главни функционалности ги поделивме во неколку дела. Од главни функционалности, како што кажав, за мултиформат, почетната состојба отварање во иста година, во финанси, директно книжење на трошковни фактури, тоа е теркот што го објаснив пред малку, автоматско затворање на курсни разлики, теркови за книжење на магазинска цена. Во повратници, во други документи, материјално работење поврзани години, значи добиваме бенефит за поврзани картици од повеќе години извештаи, повеќе проширени и нови извештаи, имаме таму и нови опции во материјално работење. Од кориснички креирани документи во тој модул, додаден е линк до надворешни датотеки, значи со еден клик отварате надворешна датотека, слика, Word документ, што и да е. Copy-paste опција од Excel документи директно во тој, бидејќи таму интерфејсот е многу попрактичен и поедноставен, затоа што и самите документи се од таква природа, се работи табеларно, директно се пополнува. И така, имаме и други проширувања во малопродажба, каса, услужни фактури, кај платата во шифрарници, одредени сетирања и кориснички привилегии, во делот стамбено работење, ресторанско работење, некои од нив ги спомнав, некои може да ги прочитате подетално, меѓутоа главните ги спомнавме. Група напредни алатки, тука имаме она што го спомнав за креирање нарачки со вештачката интелигенција, базирање на предвидување и сегментирање на залихите и предвидување на потрошувачката. Во делот Креатор Плюс присуство на веб, значи веб пристап од било каде во светот, Zonal Scan, модулот за скенирање на документи, има подобрен алгоритам и препознавање на повеќе редови кога е еден производ, тоа е некој модул со кој со обично скенирање на документи или обработка на PDF, ако имате фактура во PDF, директно со OCR метод и вештачка интелигенција го препознаваме без никакво внесување, добивате готова калкулација. Од влезни калкулации во магазин, увозни калкулации, влезни во малопродажба, олеснува при голем број на поголеми, подолги приемни листи и автоматско ажурирање во финансови, автоматско ажурирање на трговска книга и КДФ. Специфични модули, исто така една група, тука е Helix Mobile како една битна, но малку периферна апликација која работи на мобилни уреди, тука е целосно редизајнирана, онака како што го презентиравме во угостителство, еден екосистем за гостинско мени, келнерска апликација, мониторинг во кујна со можност за нарачки од страна на гостите и заштеда и на ресурси, и на кадар, и на време, и на грешки.
Доработки имаме исто така во сервисните налози, ги спомнав претходно, во делот за автомобили, во делот на воопшто од било која намена може да се внесуваат сега повеќе интервенции, потрошени материјали, издадени производи, генерирање на фактура, податоци за возила, вин таблички и така натака. Значи, тука има исто доста подобрувања. И за било кој дел кој е заинтересиран можеме една персонализирана презентација да направиме. Јас малку поопшто ги внесувам и со едно поскратено излагање, затоа што се од сите области, меѓутоа кој е заинтересиран за одреден модул, можеме подетално да го поминеме и да го презентираме тој дел. Ова беше во главном за што имаме досега реализирано во текот на 2025 и сега да преминеме на 26. Еден сериозен и атрактивен дел е во моментов е е-фактура. За е-фактура јас би сакал да дадам едно кратко и колку е можно појасно видување од мој стручен, програмерски, досегашен, од моје искуство, корпоративно искуство, што се случува со е-фактурата во моментов. И практично не е тоа мислење или информација, само туку сакам да направам една демистификација, едноставно кажано, на тој дел, на тие прашалници кои ги осеќаме, се соочуваме секој ден, имаме многу прашања упатени, докаде е, што ќе биде и така натака. Може би загриженоста е оправдана затоа што е нов модул и затоа што е задолжителен од страна на законските институции да се спроведе. Меѓутоа, она што сакам да го нагласам е дека нема потреба за никаква грижа, за никаква паника дури, дека е тоа нешто сложено и дека ќе се случи не знам што. Еве, чисто паралела ќе направам со моментот кога се воведоа, не знам, 15 и повеќе години може да има, кога се воведоа фискалните сметки. Фискалните сметки предизвикаа промена, адаптација на софтверите. Значи, оние ERP софтвери или комерцијални софтвери кои се занимаваат со трговија, со изработка на фактури, би требало да се усогласат од страна на програмерите. И тоа ќе биде единствен чекор. Корисниците, евентуално оние кои немаат софтвери, може би ќе треба да набават или да се адаптираат на методите кои ќе бидат препорачани од страна на законските институции, меѓутоа тоа ќе биде доста успорено работење, една поголема обврска наметната на самите корисници, меѓутоа закон е закон и мора да се почитува, а јас можам малку технички да дадам едно дообјаснување што ќе се случи и што се очекува од софтверските компании, еве конкретно наше решение е Helix ERP системот и што тоа ќе значи и за нас и за вас како корисници. Во моментов сите техники, нема да ги објаснувам само кој е малку поупатен, ќе набројам неколку методи кои се користат и со кои се манипулира во пракса. Дека треба таа комуникација да оди со JSON-и, со XML-и, со веб сервизи, со Excel-и, со било какви посредни датотеки. Не навлегуваме во тој дел. Тоа ќе биде изработено од наша страна инстант. Само сакам, затоа и ги набројав, само сакам да кажам дека сите тие методи веќе одамна ги користиме и сите се спремни. Еве и дигиталниот подпис, дали тие датотеки ќе треба дигитално да се потпишуваат со дигитален токен, сертификати и така натака. Да, ако тоа го наложи законот, меѓутоа и тоа веќе кај нас функционира. Ние одамна го имаме модулот за електронски подпис и генерирање PDF, масовно генерирање на PDF фактури, подпишани веќе со дигитален подпис и со мейлинг систем директно испраќање до корисниците. Да не набројувам кои се бенефитите. Заштеда на време, заштеда на трошоци, хартија, чекање, потсеќање за наплати, побрза наплата и така натака. Значи, сите методи се спремни. Меѓутоа, во моментов, колку и да тврди некој, и јас стојам за тоа дека нема софтвер во Македонија кој е спремен со е-фактура како готово решение. Има софтвери кои се спремни со методи, можеби, и ние сме спремни со ова што го набројав. Меѓутоа, документација за комуникација со УЈП и со законските институции се уште не е објавена. Последните информации проверени до самиот почеток на овој вебинар
вебинар, освен ако нешто не се сменило во последниве 40 на минути. Не е објавена таква документација и периодот за тестирање како што е објавен, а тоа е уствари изработка на решенијата и сите тие адаптации и воедно и тестирање, треба да почне од 1.1. Значи во моментов не е пропишан се уште точно протоколот и начинот за комуникација, меѓутоа сето тоа ќе биде направено во законски рок, сигурно. Имаме рокови, се спомнува, макар да и тие не се толку прецизни, значи од 1.1 почнува тестирање, најверојатно првиот квартал како што е спомнато, меѓутоа до крај на третиот квартал, некаде сретнуваме информации до почетокот на третиот квартал, дека ќе се почне со официјална имплементација. Од сите работни средби на кои ја присуствував со мојата екипа е разговарано и кажано дека ќе има прво период на тестирање, потоа ќе има најверојатно еден квартал за пилот фирми и уште еден квартал за официјално тестирање, па пилот фирми и на крај официјална имплементација како задолжителна. Значи, не очекувам пред почеток на третиот квартал, а можеби и на крај на третиот квартал, сето ова да стане задолжително. Меѓутоа, доправа треба тие рокови да се потврдат и од страна на институциите, да се инсталира и соодветен сервер, соодветна опрема, нели, како што имаме официјални соопштенија и објави, да се објави документацијата за точните протоколи и начини на синхронизирање на фактурите од Helix ERP до нивно испраќање до законските институции. Меѓутоа, сето тоа ќе биде автоматизирано, онака како што го бара законот, моментално, и останува, не би навлегувал во бенефитите за економијата, за општеството, за целиот финансиски, стопански, нестопански сектор и така натаму. Значи, да не влегуваме во сметка, во фактура, технички, затоа што сето тоа ќе биде обезбедено и организирано и реализирано од наша страна. Значи, едно резиме, ние сме спремни, ја имаме целата техника развиена, меѓутоа во моментов уште не е објавена прецизно документацијата за тоа како ќе оди во детали и ќе имаме доправа период одреден за изработка на тоа решение, тестирање и пилот фаза со одредени пилот фирми и понатамошно усогласување. Значи, имаме исто така потребна институционална усогласеност, чекаме финални технички спецификации, затоа велам, ниеден софтвер во Македонија не може да се пофали дека има веќе опција за фактура, затоа што начинот на имплементацијата и поврзување со системите, со законските системи не е утврден и објавен. Меѓутоа, има, верувам, и некои други софтвери кои се спремни, можеби технички, меѓутоа останува тоа доправа да се реализира. Затоа нема место за паника, све ќе биде едноставно, може би изработените фактури, еве чисто мое размислување, може би ќе бидат на увид од страна на Helixот, ќе бидат на увид за финално одобрување и испраќање во УЈП. Меѓутоа ќе видиме доправа што ќе се случи и што све ќе треба, како ќе изгледа тој интерфейс. Меѓутоа ќе биде брзо склопен. Сите битно техники од наша страна се обезбедени, испробани, тестирани и потврдени во пракса. И исто така, тука ќе спомнам дека нема потреба за грижа за безбедноста на корисниците, затоа што нема да осетат никаков прекин во работењето. Тоа беше накратко, меѓутоа било какви прашања ако имате, ќе имаме сесија за одговор на прашањата, дури ќе можете и во живо да се уклучите, слободно пишувајте во чет, ќе се навратиме и ќе ги одговориме сите прашања. Многу битна работа, развој и визија во иднина. Што планираме, кон што сме свртени покрај оној простор што секогаш го оставаме и за дополнителни, непредвидени потреби и насоки од страна на нашите корисници. Главна насока ни е проширување на можностите со вештачката интелигенција. Ќе наборам неколку концепти и ќе ги објаснам, меѓутоа ова е едно поголемо поглавие и тука имаме една сериозна задача тоа да го реализираме на што подобар и што попрактичен и корисен начин. Еве една конкретна што отвара серија на вакви подобрувања, меѓутоа една конкретна цртичка, предвидување на наплати и очекување на приливи. Значи, како што имаме досега сегментација на купувачи,
сегментација на производи и залихи, можеме да направиме и предвидување од кој купувач со која динамика да очекуваме наплати, а со тоа да ги планираме и приливите. Тоа би било една конкретна примена на вештачката интелигенција. Следно малку поабстрактно, меѓутоа ќе се обидам да го објаснам исто така поразбирливо. Проширување на аналитичност на постоечкото АИ решение. Постоечкото решение е, како што повторив неколку пати, сегментација на купувачи, производи и залихи. Например, сегментација на производи. Некој производ се продава побаран, некој помалку, имаме соодветна оценка. Меѓутоа, како објаснување ќе го оставам отворено прашањето: зошто и од каде доаѓа таа оценка? Тоа отвара едно широко поле за развој и за подобрување на довербата во тие оценки и во вештачката интелигенција. Ова ни е задача за следната година. Интеграција со надворешни системи преку интернет и локални пакети. Значи, исто вештачка интелигенција со надворешни системи, не само ChatGPT, има повеќе. Тука е Claude, тука е Gemini, тука е Perplexity, тука е DeepSeek, тука е има доста системи, сега да не ги набројувам, кои веќе знаат, под наводници, меѓутоа и сериозно знаат да објаснат, изанализираат, предвидат и дадат едно човечко објаснување на многу процеси. Например, автоматско симнување на мејлови, скенирање на фактури е еден предлог, веќе разговараме со една фирма, со еден надворешен соработник за во таа област на трошковни фактури, меѓутоа ќе видиме во кој правец ќе одиме. Например, исто интеграција со локални системи со вештачка интелигенција кои се бесплатни за користење, меѓутоа се многу моќни, не бараат интернет, а позастапени се оние кои комуницираат преку интернет. ChatGPT ни е на сите познат. И така натаму, не би завлегувал во детали, меѓутоа тука има голем потенцијал и можеме да ги искористиме тие потенцијали, тие капацитети во една многу корисна насока. Значи, нашата задача е да изградиме една околина за интеракција. Што од ова што го кажав, што е резултат? Што може да очекуваме? Сакам да постигнеме разговор со Helix. Значи, разговарајте, како што го прашувате ChatGPT, прашувајте го Helixот, а со сите овие ресурси во позадина и со достапност до сите податоци, значи финансиски, материјални, залихи, лагери, промети, бруто биланси, рекапитулари, со сите позадински достапни податоци, ќе добивате разни одговори, например, разни биланси, дали фирмата е во загуба или добивка, од што зависи, на што треба да се обрне внимание, што да се преземе, значи во еден наративен формат, обоен со човечки особини. Во овој правец вештачката интелигенција е доста напредна и мислам дека вреди да ги искористиме овие потенцијали. Втора група, нови функционалности, сега ќе спомнам некои планови за подобрување на некои функционалности, во кои сме насочени, се надевам дека ќе ги оствариме. Веб портал за вработени, например, поднесување барање, ова е проширување на човечки ресурси, кои, како што спомнав, со Gatekeeper, со евиденција на работно време и со плата, е еден добро интегриран модул и тука можеме да поработиме и на повеќе подобрувања, меѓутоа веб порталот за вработени, поднесување барање или увид на податоците, симнување на исплатни ливчиња и така натаму, од мобилен телефон, од веб страна, што и да е. Книжење на регрес, еве една идеја имаме веќе за книжење на регрес збирно или повработени, поединечно, со преземање на податоци од ЕПДД од самиот Helix. Унапредување на модулот за транспорт и патни налози за транспортни компании, исто и за книговодствени консалтинг куќи кои водат книговодство на транспортни компании за изработка и автоматско книжење на патни налози. Функционално исто многу корисен импорт на одредени документи преку Excel образци, значи еден флексибилен модул што ќе ја зголеми далеку продуктивноста на Helixот. Една појава што имаме детектирано, имаме и доста разговарано и со повеќе наши клиенти, наши корисници, е застој или, ајде да не го нарекувам застој, тоа е
општо кажано, зголемен увид и контрола на производите. Например, залихи кои се во застој, не се трошат доволно, постојат на лагер повеќе време и така натаму, меѓутоа да не влегувам во збор на колегата Гоце, он ги има добро истражено овие техники и појави, така да, еве, ќе побарам малку помош, микрофонот ќе му го предадам на колегата Гоце, ова да го објасни подобро. Подобро, а што значи тоа? Еве, ќе слушнеме од него. Се слушаме, така? Да, повелека. Значи, она што го разговаравме деновиве околу развојот, имаме и план да развиеме неколку нови извештаи, кои најверојатно ќе бидат развивани во Креаторот Плюс или како независни извештаи, можеби поврзани со Power BI и со Excel, зависно како работите ќе ги барат и корисниците. Дел од вас сигурно ги знаат овие извештаи, дел можеби не ги знаат. Значи, 3 извештаи глобално кои сакаме да ги погледнеме, да ги развиеме заеднички. Едниот е ABC анализа или рангирање на производите според нивната вредност и влијание во вкупниот промет. Значи, тука е она Парето правило, каде што вика дека некаде околу 20 производи се основа за вашите 80% од приходите. Значи, тука ние производите би ги поделиле во 3 категории А, Б, С, каде што ваќе се оние ваши така наречени звезди, каде што обично се некои 10 до 20% од вашите производи и програмот ќе ви каже кои се тие производи, за да имате строга контрола, прецизно предвидување и честа ревизија на залихите, зашто тие се тие што го носат прометот. Б се оние со среден промет, околу 30% од залихите се сочинуваат, а некаде 15 од 20 прометот, и оние најмалите С се оние кои се над 50% од производите најчесто, но тие принесуваат со 5% од прометот. Тука веќе може помалку да се внимава на залихата, за да се намалат трошоците. Другата анализа е XYZ анализа. Таа е класификација на артиклите според предвидливост и стабилност на нивната побарувачка. Значи, додека во претходниот извештај го гледаме финансискиот придонес, во XYZ анализата ја гледаме стабилноста на продажбата или да знаеме колку да нарачаме. Тука пак се делат во некои 3 категории XYZ. X производи се оние кои имаат некоја стабилна продажба, немаат некои големи варијации и со нив многу лесно може да се планира залихата и порачките. Y производи, оние производи што ги паднат во таа категорија, тоа се оние сезонски производи кои имаат некојаш или кои имаат големо влијание при промоции и тие знаат да се исто лесни за побарувачката варира, но е делумно предвидлива и тука ќе полесно да се предвиди. Знаеме дека некој производ во лето не се троши на пример. Битно е дека извештајот вас ќе ве даде оваа слика. И Z категоријата оние што се купуваат спорадично, тука е веќе ризикот на грешка најголема, ама тие производи се па најмалку побаруваат. И уште едниот извештај кој сакаме оваа година да го развиеме е извештајот на така наречени slow movement products или производи кои споро се движат. Значи тоа е идентификација на производи кои имаат бавен обрт на залихите. Зошто е тоа многу важно? Значи, нема магазин каде што има многу производи каде што немаат многу залихи. Меѓутоа, важно е затоа што со овој извештај ќе знаете колку е вашиот заробен капитал. Значи, можеби имате производи кои веќе се навистина застарени, треба да се отпишат и така натака, а ви се заробен капитал, трошоци за складирање, простор на магазинот, трушење можеби струја, ако е ладење и така натака, и застареност. Во некои дејности како техниката на пример, производот кој веќе е застарен ќе значи за вас екстра трошок. Значи, овие се дел од извештаите кои ги, како што наведе Зоран, ги планираме во наш развој и визија за 2026. Зорки, толку околу овие извештаи, повели понатака со презентацијата. Супер. Се слушаме, така? Да. Одлично, јас малку се прошетав, затоа што баш почна да мислим во батерија на душецот изгледа. Баш сега најде. Добро, техниката, Марфиев закон. Малце и ги надбинуваме рамките, меѓутоа мислам дека и ќе успееме да се задржиме во разумни граници. Останува делот за одговор на прашања. Можете и во живо да се уклучите, микрофоните се отворени, или да ги поминеме прво сите поставени прашања во чет. Гоце, ќе читаш или јас да Ќе почнем јас да читам, меѓутоа ајде ти читај, ја ќе пред тоа одговорам. да те потсетам за наградната игра малку. Да, наградната игра ќе ја спомнам уште еднаш, еве и колегата Гоце ја спомна, меѓутоа после сесијата ќе организираме наградна игра, затоа
да останете уште малку со нас. Добро, тогаш ќе започнеме со прашањата. Да, прашањата ќе ги одговориме. За време на наградната игра може да има уште некое прашање, размислете слободно. Ќе ги одговориме и тие прашања и се одјавуваме на крај со една честитка. Надица Радевска Да. вика, прашата покажува дека во описот на артиклите во материјална евиденција е потребно да има поголем простор за името на производот. Каква е можност за зголемување на просторот што веќе е поставен? Просторот многу едноставно е да се прошири, можеби немаме досега барање, меѓутоа во главном таму каде што има потреба од поголеми описи, имаме Word Wrap се вика програмерски, еден метод за префрлање на описот во следен ред. Треба да се обидеме да видиме дали така ќе се реши или дали е тоа сетирање активно кај корисникот кај Надица или па да го прошириме или да го додадеме. Тоа е многу мала интервенција, така да ќе земеме, ќе запишеме како задача за следна версија. Зуки, ако не грешам, ние имаме веќе можност за името до 256 карактери. Па големо е, да. Јас сум мислам посеќавање Колку што се консултирав со програмерскиот тим кај нас, да, 256 карактери се. Да, толку се, меѓутоа мислам и дека има веќе Word Wrap опција и доколку е долг описот се префрла во втор ред. Сега за истиот ред да се прошири можда до одредени граници, затоа што тука има износ, има нели количини и други параметри, па да видиме зашто се работи. Еве ќе ја контактираме Надица, па ќе го разгледаме тој дел и ќе го решиме. Ирена Јанковска. Како направените фактури се испраќаат автоматски на мејл кај клиентите? Ова е цел модул, како што спомнав, со мейлинг систем, значи имаме опција за масовно експортирање на фактури, практично печатење во PDF форма, позадински и подпишани со дигитален подпис и мейлинг системот ги презема и ги праќа до назначени мейл адреси на комитентот. Во сето тоа, ваша обврска, ваша задача е само да селектирате кои фактури, да одобрите дигитално подпишување на сите со еден клик и на крајот на изготвена листа да одобрите испраќање. Еден мал увид да не случајно некаде не треба да се прати. Значи со два клика практично неограничен број фактури може да се експортираат, подпишани дигитално, законски признати во PDF формат и да се испратат директно кај клиентите вашите комитенти. Тоа треба да направиме на презентација. Тоа го имаме презентирано, меѓутоа веќе ја контактираме Ирена, па да го покажеме тој дел малку подетално како функционира. Вин 10 е подпишен следното прашање. Дали има можност во исто време да отвориме и гледаме картици 120, 220 за ист комитент? Не преку изборна споредбена спецификација, туку целосни картици. Имаме опција за компензација, споредбена спецификација, каде што таа споредбена спецификација, односно компензација е на еден образец, на една хартија, да кажам, на еден лист, паралелно едно до друго, меѓутоа имаме и специјално во изработка скоро имавме некое барање од некој комитент, така да, еве, со Win 10 не можеме, пошто не го знаеме името, меѓутоа контактирајте не преку e-support системот, отворете тикет и ќе се објасниме како тоа ќе изгледа. Мислам дека за брзо во следна верзија ќе го имаме и тоа како посебен извештај. Макар да и сега имаме испоредбена и компензација, што пак е на некој начин 120 и 220, меѓутоа и во изработка е специјална опција со напореден извештај, еден извештај со напоредно 120-220. Предпоставувам дека тука и со Windows, со верзија 10 ќе може се гледат и две картици во два таба, така? Тоа е посебно, да, со овој мултиформ опцијата може да ги гледате паралелно, значи со шетање во исто време. Костадинова Паринела, таа од фирмата Недини, како да направиме преносот во наредната година, а да имаме увид во периоди од претходните години? Го спомнавте не како нова фирма, туку како? Вака, преносот наредна година ќе биде на исти начин, меѓутоа, например, ако префрлате салда од фирма 101, до сега беше принципот да се отвори 102 фирма, се отвара моментално при самото префрлање и веќе постојат како две фирми заради различните календарски години. Сега ќе префрлате, можете, односно, значи пак е избор на корисникот, можете да префрлате во истата фирма, продолжувате, ќе се појави во истата година нов попис, шифраниците нема потреба да се префрлаат, значи нов почетен финансов налог и све ќе биде во истата фирма, иако се од различни години. И продолжувате со книжење, со креирање документи, фактурирање, автоматско книжење, отварање финансови налози во истата фирма. Само датумите на сите документи ќе бидат различни, од различни години. На тој начин добивате
од едно место една поврзана картица, аналитичка картица, например, за 2025 од почеток 25 до крај на 2026 например. Добивате например, материјална картица за некој производ, извештај, промет, продадени производи или што и да е од јули минатата година до август следната година, значи за било кој период. Тоа е бенефитот. А префрлањето ќе биде на исти начин, само што ќе треба да одберете опција дека се работи за во истата година. Се надевам дека го одговорив. Лидија Бундалевска, дали има можност за масовно генерирање на конфирмации во PDF формат? Конфирмации, да бидам искрен, не ми текнува на што би се однесувало. Масовно генерирање конфирмации за што? Тоа се некој потврди? Може да се Лидија евентуално и после вебинаров да Да, исконтактираме мало па да да видиме објаснува. за што се работи. Да. Или да допише во чат. Или да допише. До тогаш Мареми Трейд, Да. картици 1200 за еден клиент, дали може да гледаме за 2-3 години одеднаш? Со оваа опција да. Со префрлање на салда може, а со модулот Креатор Плюс таму веќе имаме решение за до 5 години. До сега не ни побарал никој повеќе од 5, со 5 години на назад може да поврземе, ама тоа се извештаи од промет, збирни податоци од финансово-аналитички, продадени производи, значи може таму. Креатор Плюс моделот е доста моќен во тој поглед, може таму и споредбени извештаи, например промет по месеци споредбено или за одреден период по артикли споредбено за неколку години, значи до 5 години на назад во различни независни колони. Во моментов картици 1200 и 2200 се различни за секоја година, освен со новата опција. Ако префрлате почетна состојба во иста фирма, тогаш продолжуваат картиците континуирано. Колку години има, толку. Тоа е Значи, неограничено. Мареми Трейд го повикувам дека сака да не контактира слободно од делот на маркетинг за делот на презентација на Креаторот Плюс. И за креаторот и за оваа опција сите што се заинтересирани за во иста година, добро е да ни се обратат барем да организираме една или работилница, еден вебинар или Zoom нешто да објасниме како тоа да се реализира. Кои се новините, на кој начин да ја изберат таа опција за префрлање на почет на салда во следна година, а во истата фирма. Интересно прашање од Гоце Момировски. Дали со новата опција во истава година веројатно мисли на тоа, ќе може да се гледат податоци за повеќе години, ќе може да се изготви спореден биланс, на пример 2024 спрема 2025 за одреден датум? Може, све што може со Креатор Плюс, а таму има темплети од финансово работење, многу богати темплети со многу податоци, така да може 2024 и 2025 да ги гледате паралелно во еден извештај. Од лева страна може да бидат конта, може да бидат, не знам, АОП позиции. Така да може до 5 години, како што спомнав, да се гледаат паралелно со Креатор Плюс. Сега во моментов 2 години само ако се поврзани префрлените салда во иста година, различни календарски години, а во иста фирма. Тоа ќе може од пример нова година натака ако се користи таа опција. Кабел Фейзула, ќе го замолам да го дообјасни прашањето, пресметка на плати, дали има опција, да, ние имаме пресметка на плати, да не мисли нешто специфично. Да, за ако има нешто... да, исто годините ќе бидат достапни и ова еден бенефит исто така, не мора во следната календарска година да се префрлат во следната фирма, за следната година да се префрлаат платите, ќе бидат достапни во истата практично во истата фирма, Хеликсот ќе ги има и на назад податоците евентуално. Тоа би било некое мало дообјаснување тука, иначе за плата имаме опција, да. Дали Горан единица така е подпишан, дали може при префрлање во нова година да се префрлат фактурите поединечно некако салдо? Чи до одамна го имаме, нели, Зоки? Ова веќе и практично нема потреба да се префрлаат. Затоа во една година ги имате на назад податоците. Тука се исто така еден бенефит е авансни наплати во декември, а фактури во јануар, февруар. Самата поврзаност е во една фирма, некои договори од минатата година што треба да се реализираат и се реализираат постапно во следната. Поврзаноста на податоците има доста бенефити. Меѓутоа не е задолжително. Околу конфирмациите Лидија има едно дообјаснување, вика за осогласување на салда на аналитички картички со комитенти. Дали може тие се печатат во имаме PDF? одамна, да, имаме опција одамна за
праќање за генерирање на документи кои може да се испратат по мејл. Ама за масовно Ес, печатење прашуваше во па и ПДФ, нели? масовно, да, и масовно. Ние и на мейлинг системот работиме во моментов, го дополнуваме и со некои подобрувања за извод на отворени ставки, за подсетувања во мейлинг системот имаме и испраќање на исплатни ливчиња од плата, персонализирани пораки до секој вработен и така. Така да еве со Лидија можеме да го разгледаме ова заедно, како да изгледа, не е само дали има. Ние имаме опција, меѓутоа дали е тоа можеби ќе треба некоја формулација или некој наслов на самите тие конфирмации, така да можеме тоа да го дотераме убаво. Ќе се слушнеме, веќе исконтактираме Лидија, ќе се дообјасниме и ќе доработиме што треба. Samsung е потпишан така, фактурата ние која ќе ја пријаме, дали може и подпис да биде електронски или како ќе биде ако може објаснување? Вака дигиталниот подпис сега имаме сетирање на квалификуван подпис, меѓутоа тоа е за токен, односно сертификат и сите фактури кои се генерираат во PDF и се праќаат по мејл се со еден подпис, со еден клик, со едно одобрување се подпишуваат сите масовно, се разбира со почитување на сите security протоколи. Меѓутоа, фактурата можно е институционално, законски да се побара и тоа е разговарано на сите работни средби до сега со УЈП и со софтверскиот сектор и со стопанство и така разговарано е дека ќе треба да се подпишуваат електронски. Практичноста една прилика падна како прашање колку е практично на пример симнувањето на фактури на тие дефолтни од УЈП фактури, симнувањето да биде поединечно и со подпис, дигитален подпис, затоа што некои книговодствени бироа се изјаснија дека симнуваат пред ДДВ голема количина на податоци за книжење. Ние ќе го возможиме доколку ни овозможи системот тоа да биде масовно, дури да дојдеме и до резултат да се креираат документи автоматски во Хеликсот после симнувањето, така да останува ова да видиме како ќе биде пропишано. Меѓутоа дека може и ние го имаме веќе тоа реализирано на излезните фактури, а колку и во кој формат ќе биде потребно останува да видиме. Затоа реков дека се уште тие работи не се детално пропишани. Зоки само уште едно објаснување, ако добро го разбираме прашањево, прашува кога тие ќе ја примаат, колку што ние од управа имаме информации, нели, примателот на фактурата ќе треба да ја валидира во нивниот систем, во системот на УЈП. Да, на тоа мислев ја кога се симнуваат, се преземаат и се одобруваат тие фактури, дали ќе може повеќе, како така беше спомната како batch processing, како повеќе фактури со еден подпис или поединечно секоја фактура. Една консалтинг куќа се изјасни дека ние симнуваме, вика, многу пред данок треба да искнижиме многу фактури и ако ги подпишуваме една по една за да ги искнижиме и да ги преземеме или да ги валидираме или како и да е, тогаш тоа ќе ни одземе многу време и така натаму. Тоа беше поставено прашање. Така да ќе видиме што ќе дозволи и ќе овозможи системот. А доколку системот дозволи и има предвидено постапка, ние сме спремни тоа да го возможиме со масовно, со еден клик што се вика и така. Или потполно автоматски. Едно прашање за Радица во врска со почетнава состојба. За секоја година отвораме нова база поради големината на податоците. Дали ќе има можност и вака да се гледа картици за повеќе години со оглед дека се во различни бази? Во моментов не, меѓутоа ова можеме да го разгледаме. Па да пробаме да ги поврземе. Тука е проблем ресурсите, компјутерите, серверите и опремата колку може да издржи. Во принцип не е задолжително делење на бази, меѓутоа заради подобрени перформанси препорачуваме некогаш, зависи и со какви компјутери располага корисникот и колку и се перформансите. Еве тука кога сме да спомнаме имаме големо убрзување на лагер листата на пример, енормно зголемување на лагер листата, имаме изработено и брза лагер листа во малопродажба во материјално без финансиски податоци, тие две брзи и за повеќе магазини и за сите магазини по избор. Не е брза, туку е моментална, така да видиме дали има потреба
или да се обидеме со новиот принцип да поврземе една фирма во повеќе бази. Не е неизводливо, меѓутоа да го разгледаме тоа прашање заедно. Во моментов нема таква опција заради самата објективност на поделеноста на податоците, меѓутоа не дека не може да се изработи. Еве со Надица можеме да исконтактираме да видиме што конкретно е најдобро да постигнеме и да го реализираме тоа. Кабел фезула околу платата, дали имаме опција при превземање податоци од плата од претходен месец, ке вработените со скратено работно време или боледување часовите се менуваат автоматски, треба рачно да ги менуваме во новиот месец. Околу скратените часови за имаме нели тоа дека кај нас така ни работи во моментов Па има решение? опција, да. Главните податоци се преземаат. Например, ако имаме боледување, не се преземаат боледувањето, меѓутоа опционо. Затоа што не значи некој ако бил 3 дена на боледување во месец, со преземање, а се работат некојаш плати и по 1000, по 2000 вработени, се внесуваат доколку има боледувања дополнително, меѓутоа главните податоци се копираат како минатиот месец. Опционо, а има опции да се преземаат и сите дефинирани ставки. Значи, пак останува да го разгледаме со Хабел заедно на што се мисли или да изработиме нешто наменски. Виолета, конфирмацијата викате документ за случување на салдата со комитетите кои се подпишуваат и кои ги барат и ревизорите. Дали има опција за криење на автоматска конфирмација? За ова треба да проверам, мислам дека имаме, не можам да ви одговорам сигурно, меѓутоа интересно е прашањево и можеме, ако нема, можеме да изработиме. Знам дека имаме подсетување, мислам дека е доста одамна, затоа и не ми е во сеќавање. Мислам дека имаме изработена опција со повикување на законот, објава во службен весник како наслов. Дури имаме и неколку наменски решенија за наши комитенти правено и експорт во PDF. Меѓутоа, поодамна е опцијата, искрено треба да провераме, можеме да не исконтактира Виолета, пошто Виолета iPhone, не знаеме од која фирма е, можеме да објасниме тоа и да го провериме. Samsung има имаме снимка, има едно прашање дали ќе имаме снимка. Да, на сите ќе биде пратен снимката, ќе се снима вебинарот, ќе биде пратен. Виолета, за новата верзија на програмот и дополнување да ме побара, значи оставете слободно тикет и ќе ме побараат колегите. Надица, и во овој момент кога бараме да кажеме бруто биланс, најчесто кај некој поголем субјект или конто, пример 1200 или 2200, најчесто има застој многу споро го добиваме бараниот извештај. Некојаш дури после неколку обиди ќе успееме. Ова веќе асоцира на послаби перформанси на опремата или некоја нестабилна конекција со податочната база. Генерално во финансово работење, пошто таму е бруто билансот, рекапитулари се вадат доста извештаи и картици, генерално немаме не малку или ретко, туку можам да кажам дека немаме никаков проблем. Ова да го разгледаме, да испитаме ping, trace, комуникација со базата, да ја видиме големината на базата или ресурсите, некогаш може да се нема простор едноставно на серверот, па се случуваат чуда што никој не може да ги објасни. Многу чудни работи и така да еве со Надица ќе исконтактираме и по други основи имаме од претходна да видиме зошто се случува тоа. Гоце Момировски, дали во скоро време планирате некој финансиски извештај на дашборд? Дашбордот ние во разгледување, јас не го ставив во агенда за следната година, меѓутоа го разгледуваме и најверојатно ќе имаме на дашборд на ударниот екран на главната форма некои дашборди кои сакаме да бидат кориснички дефинирани. Повеќе одевме во можности, во веб пристап, во разни скрипти, во разни интересни опции и компоненти. Сега можеме да размислиме за ова, размислуваме ние, меѓутоа можеме нешто да направиме конкретно за главната форма да ја збогатиме и да стане поинтересна и покорисна. Меѓутоа, тука сепак треба да зависи да се ограничи со пермисии, да не може секој да ги види или кои да бидат за кого достапни. Еве, например, од креаторот имаме извештаи и favorites, омилени извештаи достапни од други форми, например во прегледни излезни документи може да се повикаат favorites, може да се повикаат, не знам, во содржина на калкулација каде што требаат тие извештаи, се повикува целиот модул во позадина и достапни се сите компоненти и информации. Така да тоа поврзување и една композиција на тие елементи ние исто во план во следниот период. Така да очекувајте тука без разлика што не
не го објавивме, меѓутоа и тоа ни е еден план да го реализираме. Аница, повторно базата е кај вас минатата недела колешката работеше неколку часа и следниот ден податоците ги немаше. Се уште немам одговор од кај вас што се случи. Да снема податоци, можда ако било во тест околина кај нас, еве ќе ако е од пред неколку дена или не знам, Минатата недела, минатата вика недела, мора да имаме некој резултат. Ајде да видиме, ќе ви одговориме. Малку и ние бевме со припреми со вебинарот, меѓутоа во позадина колегите работат, нема застој во работењето. Така да останува да ви информираме или можеби има одговор на етикет, не знам дали имате проверено, некогаш одговараме на мејл, па може и мејл да залута, меѓутоа не верувам дека една недела да немаме резултат или ако се евентуално по комплексни анализи на логови, што како е работено и тогаш може да се чека со некој подолг период. Ама еве ќе ви должиме одговори. Се надевам уште денеска или утре саба или најкасно ќе добиете одговор до каде е тој процес на анализа. Во моментов, колку што гледам, немаме други прашања, па да преминеме на интересниот дел за наградната игра. Вака, денеска доделуваме 3 награди и сите се 3 исти. И кој ќе добие награда зависи од брзината на реакција. Прво, јас ќе ги објаснам наградите. Секоја награда ќе биде по избор. Или еден наменски извештај, по принцип клучна рака, знам да го наречам, од тие графичките извештаи кои потекнуваат од креаторот, да речеме кешфлоу, детален кешфлоу од финансово работење, детален промет по производи, скратен по производи, од плата, од било што, генериран од креаторот плюс модулот со комплетна реализација до Power BI визуализација, со визуализација. Тоа е една опција, друга опција е едномесечно одржување за оние кои се на активен пакет, може да добијат попуст еден месец бесплатно одржување, или оние кои се на авансен пакет може да добијат 10% дополнителен попуст на годишниот пакет. Само кај годишниот да појаснам, еве една прилика за оние можеби што не знаат, оние што плаќаат месечно можат авансно да платат една година однапред, со тоа што добиваат 2 месеци или околу 17% попуст на одржувањето и практично 2 месеци им се гратис, од 10 кои ги плаќаат, со 10% добиваат уште еден месец пак гратис. На овој начин добиваат колку 20, отприлика 27, можда и повеќе, скоро 30% попуст на одржувањето, со тоа што ќе преминат на авансно. Може во било кој момент да го преориентираме моделот на одржување и сервисирање од месечен во авансен. Ако е заинтересиран може да ни се обрати да искористи дополнително и овие 10% и дополнително попуст од 17%. Сега колегата Гоце во чет ќе го објави линкот и реагирајте што побрзо. Се надевам дека Гоце, мислам дека може. Ете така, супер, објавен е, може да кликнете да оставите податоци и првите тројца што ќе бидат најбрзи ќе ги прочитаме уште сега. А оние кои имаат уште некое прашање, може овие неколку минути да ги искористиме за уште некое прашање да одговориме. Значи вака, Зоки, веќе имаме неколку, меѓутоа за жал ги имаат напишено имињата, имејловите. Едната фирма најбрз беше Благо Ивановски консалтинг Ивановски. Супер, честитки за консалтинг Ивановски. Торе Милорад Лазич према мејлот вика дека е про бизнис, меѓутоа нека потврди. Мејлот намерно го оставивме заради некоја валидација, значи ако го имаме во наша евиденција, и од мене честитки. Трето е Александра Рајчина Спасовска, B2 Solution по мејлот. Честитки за B2, супер. Имаме тројца добитници. Ќе ги контактираме за каков е нивниот избор и ја мислам да продолжиме со уште еден слайд. Како би го затвориле ова денешно излагање? Како успешно заокружување на 2025 година, исполнување на она што е ветено и повеќе, со една честитка за 26 година и констатација дека партнерството наше продолжува, дека
она што ни е ветар во грб и двигател и за наш и за ваш успех е пред се вашата доверба, вашите предлози и воопшто соработката со вас како корисници, кој ни обезбедува една заедничка иднина. Јас ќе ви прочитам една заедничка честитка од целиот тим на Zonal Software, дека ви посекуваме година исполнета со успех, инспирација и сигурни деловни чекори. Ви благодариме што сте дел од нашата заедничка приказна и со задоволство гледаме кон нови заеднички успеси. Честитки и во име на екипата на Zonal Software и во моје лично име, и за присуството, и за вашата интерактивност, учество во денешната дискусија, за вниманието до крај и ви посакувам секакви, на секое поле, се повеќе успеси во следната година. Се гледаме во некоја следна прилика во 2026 година. Пријатно од мене. Пријатни од мене.